Добар ден, македонски народе! Најнапред сакам да ја поздравам претходната говорничка Дафина Стојановска, да искажам една голема благодарност за нејзината борба секогаш кога е потребно во ова трудо македонско општество. Таа дава една светлина и искрено лично многу ја почитувам и како колешка, меѓутоа и како голем борец за македонската кауза, и би ве замолил сите да дадеме еден аплауз. Дафина, ти си инспирација како треба човек да се бори. Македонскиот народ има една тешка ситуација. Практично во можеби еден од најтешките периоди за македонската држава, тоа е оваа пандемија. Меѓутоа ужасно е најтежок дополнително заради тоа што оние кои што се справуваат со неа, а тоа е начело, нели, Зоран Заев, па потоа министрите, а во случајов најзасегнат и министерот за здравство Венко Филипче, се сигурно најнеспособните политичари во историја на Република Македонија. И тоа дополнително ја комплицира ситуацијата и токму затоа луѓето се креваат на протести, се до оној момент додека овие луѓе не заминат во темната страна на политичката историја, а тоа ќе биде многу наскоро. Еден врвен политички теоретичар, Ентони Гиденс, во едно дело пишува за забеган свет. Тоа е монументално, тешко, добро политичко дело и аргументира. Вели, во поранешниот период кога екзистирале во општествата, ако може се наречат општества, древните цивилизации, како на пример традиционалната кинеска цивилизација или на пример римската, тие најчесто немале своја политичка идеологија и се базирале на тоа како ќе дадат боговите. Внимавајте, како ќе дадат боговите. И тоа е тоа. Тој вели, модерните политички општества кои што немаат свој правец, кои што се расклатени по секоја основа, како за жал, морам да констатирам во моментов нашата држава, Република Македонија, тие ова како ќе дадат боговите го заменуваат со ризик. Имено, тој вели, ризикот доаѓа во англискиот јазик преку португалскиот јазик, што практично значи пловење или едрење во непознати води. И оттаму ова се поврзува со неизвестност. Па ви запрашал сите тука нормално едно реторичко прашање, дали сите македонци во овој момент не го чувствуваат тоа? Сите чувствуваат дека сме во една голема неизвестност. Пред се поднос на пандемијава, меѓутоа и поднос на сите политички прашања. И во смисла на економија, и во смисла на класично дерогирање на нашиот национален идентитет и така натаму и така натаму. Многу сте свесни за тоа. Меѓутоа, она што исто така важно е да се спомене дека оваа влада, барем мене лично, ми изгледа веќе дека своите принципи на делување ги има како една толпа. Меѓутоа не толпа вака народски кажано, толпа како еден научен момент, испитуван од многу научници во минатото. Суштински сите научници се обединети покрај еден принцип кога станува збор за толпата. А тоа е исто така, ова многу ќе ве потсети со оваа влада, тоа е моментот претерување. И ќе се надоврзам од почетокот, практично двата столба на оваа влада, условно кажано столба, се неизвестност и претерување. И затоа ова го препувам со политичката наука, за да не бидат голи политички флоскули, туку чисто да имаме една така мини анализа колку што денеска ни дозволува времето. Значи, македонскиот народ, да повторам, убеден сум дека во моментот чувствува неизвестност и класично претерување. Гледаме, се возат со хеликоптери, се возат со мотори. Тоа доаѓа најчесто кога ќе изгубите тој под нозе, кога нема да имате реална слика. Еден мој колега вчера многу добро напиша на Facebook, вели, оваа трагедија што се случи вчера беше исто како еден автобус со патници да има несреќа, знаете, во Ласкарци имавме на таква несреќа и сите загинат. Ме разбирате? Значи, генерално станува збор за тоа. Инаку јас не сум од оние луѓе кои што велат дека
велат дека секој живот изгубен во оваа пандемија е грижа на владата. И тука немам дилема. Меѓутоа, дека доколку имаше, сега нема, доколку не има ни од почеток на кризава, било каков систем за справување со кризава, доколку не бевме подбив на регионот и на светот, особено со моментот на вакцините, тука не би сакал да навлегувам, сите знаете за каков срам станува збор. Јас сум убеден дека бројката вчера немаше да биде 50, ќе беше многу помалце, дека заболените немаше да бидат во толкава бројка, ќе беа многу помалце. Меѓутоа, за оваа неизвестност, како што велам од почеток, и ова несмасно одење на владава по поднос на сите прашања, мора да запред час поскоро. Не сме за тоа одговорни само ние политичарите, туку целиот народ. Практично народот е тој кој што треба овие несмасни политичари, дел од нив и криминалци, морам да напоменам, кога ќе дојде време ќе одговараат, тоа да немаат дилема. Овие луѓе позади мене ќе имаат многу работа. Не со монтирани политички процеси, туку со класични правни случаи кои што ќе бидат издржани, меѓутоа тоа не е денеска тема. На Македонија е суштински потребна една добра конзервативна влада која што ќе внесе сигурност и ќе ја замени онаа несигурност која што ја зборувам од почетокот, и една влада која што во својата суштина, на крај ќе го цитирам еден од клучните идеолози на македонската револуционерна борба, тоа е Наум Томалевски од Крушево, вели, за една држава да биде добра, многу е битно да имате идеја, уште е побитно да дадете жртва, меѓутоа суштински е важно да бидете скромни. Оваа влада тоа го нема. Идната влада на ВМРО ДПМН ќе покаже скромност и начин за како треба да се справиме со овие предизвици. Ако трае пандемијата, верувам и со нејзе, меѓутоа се надевам дека до тогаш ќе заврши. Да сте ми живи и здрави, да живее Македонија! Јас на вистина се надевам дека час поскоро оваа влада ќе замине во историја, затоа што тоа е, внимавајте, наша должност. Значи тоа е наша должност, нешто што мораме да го направиме. Благодарам.